Репрезентативката Ана Веселинова секако е најдобрата фудбалерка од Кочани, која известно време беше капитен на екипата, но во последните неколку кола ја грееше клупата за резерви. Причините за тоа останаа неразјаснети за кочанската спортска јавност, па телевизија Кочани одговорот го побара директно од исклучително талентираната фудбалерка. Јас искрено да ви кажам, не знам за тие причини, бидејќи јас колку што можев тренирав и бев редовна на тренинзи до јавна сите надпревари, но сепак тоа одлука на тренерот и на стручните лица во клубот што се. Јас бев достапна како играч за мојот клуб, да дадам се од себе, да ги играм надпреварите, сепак тоа е нивна одлука. Во зимскиот приоден рок таа неочекувано се најде на раскрсница помеѓу двете опции што и се нудат: да му остане верна на клубот во кој ги научи тајните на фудбалската игра, или да ја прифати понудата на Драгон, кој не жали пари за да ја доведе во своите редови. Доколку повеќе што ефектот за скопјанки е двоен, МК го ослабнат лутиот противник за шампионската титула, МК добијат одлична фудбалерка. Сега е преодниот рок на во нашата лига и секако стигнуваат понуди од други клубови. Исто така сум во преговори и со мојот клуб, матичниот клуб, каде што сум долго време, но сепак знаете дека околностите се менуваат. Ќе видиме наскоро како ќе биде. Едно е сигурно, Веселинова е потребна на екипата во престрет на решавачкиот дуел за шампионската титула и управата на ЖФК Кочани ќе треба да направи се за да ја задржи. Доколку пак се случи таа да потпише за Драгон, тогаш на реваншот кочанчанки против себе, покрај Станкица Атанасова и Симона Тодоровска,